Жалбата за куќниот притвор за сопственикот на Пуцко Петрол Асмир Јаховски е примена во кривичниот суд, а кривичниот совет во текот на наредните денови ќе одлучи дали ќе му го замена домашниот со ефективен притвор на осомничениот во акцијата Мазут Јаховски, како што бара обвинителството за гонење организиран криминал и корупција. Незадоволно од ваквата одлука, основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција во законски утврдениот рок до кривичниот совет при основниот кривичен суд Скопје поднесе жалба поради суштествена повреда на одредбите од кривичната постапка и побара кривичниот совет да ги преиспита фактите содржани во жалбата, како и решавачките факти врз основа на кои е донесено обжаленото решение, информира од обвинителството за организиран криминал. Од истото обвинителство претходно соопштија дека тие побарале притвор за Јаховски, но биле одбиени. Во соопштението пак на кривичниот суд од 11 март стои дека јавниот обвинител се согласил за промена на ефективен притвор за куќен притвор за Јаховски, што било прифатено од судија на претходна постапка. Образложението на судот било дека имал 4 деца, нарушено здравје и силни врски со државата. Само на Јаховски, кој е син на актуелниот пратеник на ДУИ, судот му одреди куќен притвор. Осомничени се уште 13 лица за злоупотреба на околу 170 милиони евра државни пари за набавка на канцероген мазут со кој го загадувале воздухот. На тројца судот им одреди ефективен притвор во Шутка, меѓу кои бизнисменот Радко Капушевски, додека на останатите сумина им се одземени пасошите. Екс-директорот на ИСМ Васко Ковачевски, кој покрај овој предмет е осомничен во предметот адитив, е во бегство веќе неколку месеци. Покрај злоупотреба на службената положба и перење пари, истрагата треба да покаже дали осомничените ќе одговараат и за екоцид, едно од најтешките дела во кривичниот законник, за кој максималната казна е доживотен затвор. Тамара Дичевска, Сител телевизија.